согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Свети Никола, дневниот ред се дополнува со укажување на итност на определена точка. Оваа точка ја добивме на почетокот на самата седница, што значи дека вие ова не е интегрален дел од дневниот ред на седницата кој го добивме, туку правите дополна на дневниот ред. Ако сакате да го дополните дневниот ред, треба прво да ја образложите итност и да ја покажете зошто се дополнува овој не. Де факто ова е неделовнички. Што го правите во моментот, го кршите деловникот. Не баре мигрантите се стигнати на овче поле, сега ние итно треба да решаваме некаков проблем. Тоа е првата работа. Втората работа е осудуваме дезинформации, нешто што Советот го нема како ингеренција, што сега ние тука треба да бидеме морален судија, држава нема морален судија, не постои нешто такво. Да осудуваме дезинформации и политички манипулации. Трето, ова е документот од собрание, само зборовите Република Македонија ги имате сменето со општина Свети Николе и денес се гласат у собрание. Значи самото тоа дека овој истиот документ во собрание ви кажува дека документот не е за на Совет, туку е за во собрание. Четврто, материјата за која што се зборува е уредена со закон за странци, со закон за меѓународна и привремена заштита и тие два закони кои имаме ние за управување со странците, со мигрантите, кој што вели тие ковде, поимот мигранти воопшто не е дефиниран, исто како и поимот азил и така натаму во ова што се впуштаме тука. Морам да надополнам дека овие наши закони се регулирани согласно Конвенцијата за бегалците од Женева, со Универзалната декларација за човекови права, со декларацијата за работнички мигранти од 90-та година и тотално не се однесува на Советот. И овој документ, мислам, и да ги донесеме заклучоците каква правна обврска би имал, што би произлегло од ова. И второ, воопшто не се однесува ова на работата на Советот, баш кај што ја кршите целата процедура на Деловникот за тоа како се дополнува дневен ред. Од тука ова нема никакво правно действие и ваков дневен ред јас нема да поддржам и тоа е тоа.